Добар ден и среќен ден од Владо Павлов по втор пат. Денов е убав, сончев, а јас, како Владо Павлов, не би бил Владо Павлов ако не ви ја представам вистината за едно големо дело, за едно дело кое што поради одредена материјална основа и поради одредени цели и задачи за уништување на делото на Владо Павлов и создавањето на злосторничкото здружување, ќе ви представам аргументи и докази како работевме во почетокот, кога беше поставена пирамидата Македонија во населба Јорумер и Скопје. Значи, овде имате доказ како маглата се тргаше, а наспроти маглата, како што кажуват, тоа за Владо Павлов приземјениот озон, доаѓаше сонцето. Значи нема нешто што е фотошоп, туку едноставно работиме заедно со дотичниот господин кој што му го заборавив името, а вие ќе бидете сведоци од ова видео. Ве молам, следете внимателно и би сакал едноставно да учествувате во ова дебата како доказ за едно големо грандициозно дело кој што и како беше потребно на Република Македонија за да не биде онкологија. Добар ден и среќен ден на Владо Павлов. Очекуваме вклучување во живо од Сончево Јорумери единствено во цело Скопје. А потоа ќе ви покажеме одредени слики од насоби во Скопје. Односно, ќе ви објавиме слики од аеродром, од Лисиче и од неколку други места во Скопје. Го очекуваме председателот на македонската фаланга Александар Буџиновски да се вклучи, за да ви го представиме место каде што е поставена пирамидата Македонија во живо. Ова македонци мои што ќе го видите и значи овде ќе гледате чистата иницијатива и чистиот дух на Владо Павлов. А јас ви обеќав дека ќе молчам пред сите оние за да ги ставиме сите во едно злосторничко здружување, а и целта вие да ја знаете, македонци, дали случајно се правеше подосна сето она против Владо Павлов. Следете и дознете повеќе дали доколку овакви дела имаше низ Македонија, Македонија денес дали ќе го носеше името онкологија. За една чиста идеја, за една чиста душа и дух од Владо Павлов, за подобра Македонија, на кој што некој му сметаше се това и крена офанзивно за тендер повеќе да го уништи делото на Владо Павлов и за се оно што се правеше во Македонија од нас и за сето оно што требаше да значи живот за Македонија. Сами дека се уверите што се случило. Следете. Пуштен Кутлеш и Мак Оргон и Павлови си почестот напад од ова влада на Република Македонија. Аце, дали се слушаме? Да, ви слушам. Ајде. Сега Пуштен Кутлеш. Како што гледате, вклучувањето е во живо и тестирање на маглата или приземениот озон со дотичниот господин. Македонци мои е директно од Јорумери, каде што може да забележите дека веќе и сонцето се појавува за непон пола саат како е вклучен Кутлешот. Македонци мои, Значи, пола саат после вклучувањето на Кутлешот
и работата на органот веќе започнува и трагањето на маглата, тоест на приземениот озон и појавата на сонцето. Сокриено, ама сепак е тука. Сости редовници за Владо Павлов се од ова што го гледате во моментот. Аеродромци, Скопје. Погледнете ги овие солзи радосници на Владо Павлов. Погледнете го ова, македонци мои. Колку Владо Павлов во 2018 година бил радосен за вакво дело, затоа што знаел што доаѓа. А и го најави. А вие утре прашајте го дечкото, која му била целта? И дали целта не воде кон вистината Македонија да се вика онкологија? Не ве гледаме од Јерумери, каде сте? Уживајте, македонци мои, во ова божествено дело Пирамида Македонија, она што Павлови погледнете ги овие солзи на неговата десница, пише она што значи. Погледнете ги овие солзи радосници за едно вакво големо дело. Затоа молчев, ама од денес не молчи Владо Павлов. Доколку институциите не преземат активност за сите оние злосторници кои што се доставени, ние самите ќе ги изнесеме пред лицето на правдата. И продолжувам. Спасение за сите нас. Сонцето полека но сигурно ќе се појави, сонцето полека но сигурно ќе го очисти делот каде што имаме магнетно поле и каде што действува оксиводородната смеса од самата пирамида Македонија и од кутлешот македонски. Ова е вистината, македонци мои, што се случува утрово во Јерумери, каде што пирамидата Македонија, која што се уште им фали уште еден дел, а тоа е обеликсот, кој што треба да ја зголеми моќта и кој што треба колку се може побрзо сонцето да реагира. Јерумери утрово, да немаше сонцето, немаше вредини, немаше појава на него, се дека не го пуштивме кутлешот, а беше чисто, односно магнетното поле на пирамидата Оргон работеше онака како што треба. Македонци мои, ова е вистината. Аце повличи малку понад, уште дека сонцето, Аце. Само момент, не те слушам. Тука држи, ке сонцето ке се појавува. Вака добро е. Малку само на десно, моје десно. Така. Македонци мои, Владо Павлов ве информира дека вчера имавме битен состанок со кој што ова ќе се презентира пред кралството на Катар. Денес не покаме дека доколку биде успешно и доколку кралската фамилија на Катар бара и направи договор со нас македонците за овие божествени дела, дел од донациите ќе одат во изградба на пирамиди низ цела Македонија. Значи ви обеќам дека доколку кралската фамилија на Катар започне. Морам да признаам дека еден проект кој што беше поврзан со Катар, ова злосторничко дружување го уништи. Многу работи се уништија, македонци мои. А дека моите солзи радосници ја покажуваат вистината за едно големо дело. За нешто што тогаш верував дека Македонија нема да биде денес онкологија. Нешто кое што се продаде за тендер повеќе. И за вакво дело да се создава големо злосторничко дружување, за да Владо Павлов биде во затвор и таму убиен, е рамно на мизерија. Јас ги прифаќам со љубов сите нив. И се што правеле против мене, и оставам на Бог. Како што тоа вие вчера го видовте.
Бог да го прости Еди, почина вчера со тајната што беше и целта за директниот судир на Плетвар, денот кога ова дотична особа, или ден после ова дотична особа, пишуваше на Фейсбук нешто што секој требаше да го фрапира. А тоа беше: колцето е завртено на небото. Ами сега што правиме на тука по земјата библиска? Некои ќе бидат имат снемано. Дваести мај, денот кога Весна ми го поднесува разводот, го имате овој текст, а 21 мај веќе имаме собраќајка на Плетвар. Почивај во мир, Еди. И продолжувам. Со производство и наша помош да го направиме катарчис, те само да бидете Сашо Мјалков и Никола Груевски. Те подсетувам, јас лично Зоран Заев, поколение Груевски. Затоа те повикувам, не. Погледнете ја веќе ова убавина. А потоа ќе ви поставиме слики. Погледнете го веќе небото. Можете да приметите како е во другите насоби во Скопје. Како се отвора. Што се случуваше вчера, исто е подреди се обраќам. Дека оние лица кои што не занимава со вакви работи. Каде ми е... Аргумент и доказ како функционираше пирамидата Македонија. Аргумент и доказ каде што го живо се вклучувавме и работевме заедно со вас да ви докажеме за најголемиот непријател на шејтанот или на приземениот озон. Еве, во истиот ден ќе ви објавиме неколку слики кои што веќе се биле објавени тука. Значи, ова е Скопје пред вклучувањето на Кутлешот. Ова е аеродром. Погледнете каков бил аеродром наспроти Јурумлери. Ова се слики од истиот ден во Скопје и другите населби. А еве како беше Јурумлери тој ден. Погледнете македонци. Погледнете македонци кој и зошто го уништи ова дело. Дело кое што е за добробит на секого. Дело кое што се продаде за еден тендер повеќе. Ги повикувам институциите да преземат иницијатива и активност кон сите оние учесници во ова големо злосторничко дружување против Владо Павлов. Погледнете. Погледнете го сонцето во Јурумлери, каде што го вклучивме в Кутлешот и каде што пирамидата Македонија работеше онака како што треба. Уште еднаш, аеродром во истиот момент не се гледа заедно со многу други населби во Скопје. Ама затоа вакво беше тогаш Јурумлери, кое што идентично беше исто како аеродром и другите населби. Во истиот ден кога го правевме ова испитување со господинот што му го заборавив името од Јурумлери. Утврдете самите македонци, дали ова злосторничко дружување против Владо Павлов е случајно? И дали вакво дело требаше да биде уништено?
Кај Владо Павлов е све документирано. Дури и поздравот. еве какво беше. Ова е вистината, македонци мои. Како започнуваше чистењето на небото. И на крајот еве како заврши. А за разлика од јурумлери, еве како беше во аеродром. И во другите населби во Скопје. Што значи, идентично беше вака. И во јурумлери пред да го пуштиме кутлишот. Ова е доказ и аргумент за работа на пирамидата Македонија, која што некој имаше за цел ова дело да го уништи, затоа што на вистина, кога цело Скопје беше загадено и отровено тој ден, јурумлери со помош на пирамидата Македонија ја тргна маглата, како што велите, или јас, како што умеам да кажам, приземениот озон. Македонци мои, во ова божествено... Го завршувам ова мое вклучување во живо со вакви докази и аргументи, со моите солци и радослици, кои што ја кажуваат вистината за делото на Владо Павлов и против сите онија кои што Македонија ви ја направија онкологија. Во моментот. Аеродромци, Скопјани, не ве гледаме од јурумлери, каде сте? Уживајте, македонци мои, во ова божествено дело, пирамида Македонија, она што Павлови го направија со помош на неговата десница и со она што значи спасение за сите нас. Сонцето полека но сигурно ќе се појави, сонцето полека но сигурно ќе го очисти делот каде што имаме магнетно поле и каде што действува оксиводородната смеса од самата пирамида Македонија и од кутлешот македонски. Ова е вистината, македонци мои, што се случува утрово во јурумлери, каде што пирамидата Македонија, која што се уште им фали уште еден дел, а тоа е обеликсот, кој што треба да ја зголеми мошта и кој што треба колку што може побрзо сонцето да реагира. Јурумлери утрово, да немаше сонцето, немаше времени, немаше појава на него, се додека не го пуштивме кутлешот, а беше чисто, односно магнетното поле на пирамидата Оргон работеше онака како што треба. Македонци мои, ова е вистината, а се повличи малку уште дека сонцето, а се. Само момент, не те слушам. Тука тржи ке сонцето. Така. Ве информирам. Дека вчера имавме... Ова е вистината за делото кое што некои успеаја како нашето предвремено и линденско да го загушат наспроти зголемената смртност во Македонија, наспроти нашата пролаз живот за секого. Го повикувам Тино премиерот и сите онија кои што се за живот да дојдат до вистината за сите овие злосторнички дружувања кои што се прават против нас, македонците, посебно од чоколадо децата. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија и делото кое што ви е представено со факти и аргументи истиот ден како се променуваше состојбата, истиот ден кога во аеродром вакво беше небото, а додека во јурумлери со помош на пирамидата Македонија идентично како во аеродром беше
успеавме да го очистиме небото со помош на пирамидата Македонија, без некој како тоа што го правеа во Битола, со молби и жебополки да се трга маглата, тоест приземljениот озон. Жално и бедно е вакво дело да биде уништено, жадно и бедно е и оној кој што го создаде ова дело како иноватор, со децении непреспани ноки да биде ставен на животина од сета на злосторници во едно големо злосторничко дружување кое што сите со име и презиме ќе ги имате од следната недела, ако институциите не преземат активност против истите нив.